Заради репрезентативните настапи на сениорскиот национален тим, фудбалерите на Победа се на мини пауза која максимално ќе искористат со одигрување на пријателски дуел во Корча со Скендербек. По одиграните 4 кола во македонскиот фудбалски шампионат, Победа одигра на задоволително ниво, триумфираше против Беласица, ремизираше со Шкупи и Силекс, а загуби од Работнички. И од стручниот штаб се задоволни од представувањето на Победа во новиот фудбалски шампионат, со желба сезонава Победа да игра важна улога во првенството, а не да ги доживее моментите од претходните 2 сезони, кога играше во баражот. Според спортскиот директор Јане Николовски, стручниот штаб и управата на клубот не може да не биде незадоволна по одиграните 4 кола до сега. Па добро, во секој случај ние како клубско раководство не можеме да бидеме незадоволни од она што се случува во овие 4 кола, со оглед на тоа дека се уште сме домајчини во гости, немаме свој терен кој што е наша најголема болка. Во првите 4 одиграни кола освоивме 5 бодови. Јас верувам дека можевме да освоиме од тие 2 надпревари на гостински терен уште 4 бодови, меѓутоа што е тука е. Она што поминало не можеме да го вратиме, тие ситуации кои што за нас беа поволни во финишот на тие 2 надпревари не ги искористивме. Меѓутоа јас верувам во работата на овие пред се на стручниот штаб и на фудбалерите и се надевам дека ќе се консолидираат и дека допрва ќе следуваат добрите игри и добрите резултати на Победа. На некој начин од резултатите не можам јас да бидам незадоволен, али од играта за играта конкретно на овие надпревари што поминаат 4 тај куп надпревар, евидентно е дека имаме уште многу работа односно во да тренираме во организација на игра. Јас сум задоволен единствено од желбата, од пристапот на игра, али верувам дека и со тек на утакмици затоа закажуваме и вакви контролни јаки надпревари за екипата од надпревар да се што може да се воигрува, затоа што знаеме сите дека имаме многу нови играчи, имаме проблеми со повредени играчи, кај што се надевам дека во овој временски период кај што имам пауза сега ќе се консолидираме, ќе се доекипираме и во нареден период ќе имаме многу подобри игри во таја, да кажем, фудбалски во трета фаза кај што ни треба завршен пас и да постигнеме некој гол повеќе. Ние да не забравиме, имаме еден гол постигнато, имаме 5 бодови, не можеме да бидеме незадоволни. Јас и Јане Николовски го правиме муабет за пријателски надпревари, бара сакавме да играме со што подобар противник, за да видиме и како би се однесувала екипата и со такви противници. И се враќа Гешовски, Велковски тука. Имаме еден млад фудбалер Филип, кај што мислам дека ќе го покрени квалитетот на екипата во тие млади фудбалери кај што треба да играме да игра еден до 21 година. И полека, но сигурно се екипираме. За играчкиот кадар, значи имаме неколку повредени фудбалери, тука е пред се потешко повреден младиот Жоглев, кој што на почеток се покажа како добро засилување за еден играч кој што може да настапува под 21 година. Меѓутоа што е тука, не можеме да вратиме ништо назад. Жоглев на 19 септември има закажана операција на преден крстен лигамент и се надеваме дека ќе го добијаме за втората полусезона. Исто и Лука Трајковски се враќа, така да таа конкуренција за играчите до 21 година се надевам дека ќе се зголеми во голема мера и дека ќе го изберат тренерите правото решение, онај кој што најмногу ќе заслужува да го позиција. Во овој период да се доекипираме, како што кажав, затоа што после имаме во рок од 14 дена 4 надпревари, кај што на некој начин ние отприлика ќе знаеме како сме шо сме. Имаме Ренова, Академија Пандев, па после во среда надпревар со Шкендија и Вардар. Значи, овие две надпревари јас исто така жалам, затоа што овие две домашни надпревари што не играме во Прилеп, затоа што ако играме Прилеп и према мене
во поголема предност е противникот, ако сме ние домајчини што играме во гости, затоа што и на некој начин растеретен и мислам дека треба да се екипираме на најголем може начин на овие 4 надпревари да извадиме максимум и после ќе знаеме ние на место на табелата сме и како би се понашале по натамошното првенство. Овие 4 надпревари ќе не дадат насоката каде ние ќе се движиме. Дали победа има сила да атакува на излез во Европа, или победа ќе биде екипа која што ќе биде на средината на табелата и која што нема да дозволи да не се случи она што ни се случи минатата сезона, а тоа е борба за опстанок до последен надпревар или бараж. Јас се надевам дека ние имаме сили и квалитет да го избегнеме пред се играњето бараж или борбата за опстанок, а се она што ќе го направи оваа екипа плюс или секој приклучок за Европа, сигурно дека ќе биде голема работа, затоа што да не заборавиме дека имаме многу нови имиња во клубот, затоа треба време да се игра екипата, да се направи своја игра препознатлива. Инаку во наредниот период победа ја очекуваат 2 дуели во шампионатот, кои ќе ги одигра како домаќин, првиот со Ренова, а вториот со Академија Пандев, а потоа следува и пресметката со Шкендија. Почитувани присутни, почитувани љубители на ракометот, почитувани пријатели.
Прилеп со гордост се сеќава на спортската големина и грандиозноста што во себе ја носеше еден од нашите најдобри ракометари, мојот другар и нашиот заеднички пријател Миле Нешковски. Го паметам пред се како голем човек, другар, соиграч. Заедно остваривме многу успеси, многу спортски успеси за нашиот град. Заедно осмисливме многу акции, реализиравме стотици голови, нижевме успеси. Со неговата пожртвуваност, креативност на теренот и тимскиот дух, Миле Нешковски заслужено го обезбеди своето место помеѓу звездите, најдобрите играчи и легендите во прилепскиот и македонскиот ракомет. Со исто толкава чест, каква што имав да бидам соиграч и другар на Миле Нешковски, денеска го прогласувам меморијалниот турнир за отворен. Заврши меѓународниот ракометен турнир Миле Нешковски, кој годинава го имаше своето прво меѓународно издание. Победник на турнирот е екипата на Пролет, која во финалето го совлада новиот суперлигаш Струга, кој понесен на крилата на пикерот Тренески, како и на одличниот стратег Антон Бочковски, одигра квалитетен надпроер кој го решаваа нијанси. Прилеп уште еднаш со овие дуели кои представуваат и генерална проба пред почетокот на шампионатот, само се потсети на големината на македонската ракометна легенда Миле Нешковски, во чија чест се одржува овој меморијален турнир. Во овој момент чувствуваме на огромна тага што мојот Миле, нашиот Миле не е меѓу нас, но е еден таков трагичен настан. Еве се роди овој меморијален турнир и многу ми се допаѓа што на прилепската ракометна публика која го знае ракометот, во наредните години ќе им донесиме екипи и ќе им дариме повисок квалитет кога се станува збор за ракометната игра. Како што кажав на почетокот, чувствуваме огромна тага, ни недостасува во секој сегмент од животот
тој беше вистински лидер, еден од мојот најдобар другар. Од него можеше да се научи многу. Пред се беше голем човек. Многу не е жалко. Чест ми е што имав прилика да играм заедно во исти тим со Миле Нешковски. Тој е од младинската школа на Тутунски комбинат и како деца ги растевме, ги афирмиравме како играчи и бевме во првата репрезентација на званична на Македонија на турнирот на Карпатите, каде Миле играше одлични партии. Нема што да се каже, легенда, жалосно што прерано згаства неговиот живот, меѓутоа остави длабоки корени и белек во ракометот во Прилеп. Ние игравме исти позиции во напад и во одбрана. Он играше заден играч на 3-2-1, јас играв заден играч 3-2. Ја играв левбек, напад, он играше лев. Заедно репрезентација игравме, така да само бевме противници на терен. А надвор од теренот не сме имале никакви проблеми, што говори дека тие времиња што беа скоро невозможно на гости да победиш. Нијанси беа во прашање и имаме многу убави сеќавања, бидејќи израснавме во здрави услови како спортисти, со нормални критериуми, така да сеќавам дека дадовме све од нас тогаш во формирањето и ми да ќе спомнам. На таа репрезентација беа некои релативни успеси, ама затоа еве дадовме ние корен на овие што дојдоа сега. Дружевме, ако прво. Инаку, нели, кога се јави Гоце Макаловски во врска со турнирот, нели, заедно со Наум, во прашањето дали ни се уклопува во оваа агенда, реков дека и да не ни се уклопува, мора да доеме ради честа на предсек, да не збориме како ракометар како ракометар голем, но предсек голем човек. И во времето кога живееше во Скопје, нели, сум ја во Скопје, дружевме многу сум голема загуба. Пред се како човек од Прилеп и човек кој дал многу за ракометот, и мислам дека ова што го прави градот Прилеп заедно со луѓето околу оваа цела организација заслужува да секоја година биде се помасовен и помасовен овој турнир. И нормално дека кај да сум ја тренер во моментот у Стругер не знам каде, ако имам покана сигурно дека радо би дошол на овој турнир. Сега лигава правило е дека се просечни екипи, условно кажано, се исклучоци два Вардари Металург или обратно Металург и Вардар. Тогаш имаше грото беа јаки екипи со исклучоци на една-две кои уште у старт се знаева кој ќе испадне. Значи екипи имаше кои беа претходната сезона второ место, наредната сезона се бореа за опстанок. Многу поизедначен квалитет тогаш имаш. Па ние сме нов суперлигаш, нели? Со тоа што сме нов суперлигаш, ова е екипа која има нешто од старо, нешто ново, значи треба да се уклопи, ни треба време. Нормално дека во разговор се управата, тоа е со председател Мојсовски, да рековме дека прво и основно е да опстанеме во лига. И како да кажам, создаваме некои играчи. Нормално дека кога создаваат играчи, резултатите се малку, нели, во втор план, но ќе пробаме дека напоредно, како што ќе даваме шанса на овие млади играчи што ги имаме тука, да пробаме и да победуваме и нормално да обстанеме во лига. Ако ни се отвори шанса за нешто поголемо, сигурно дека ќе атакуваме, но прво и основно е прво да го стабилизираме Струга како клуб. Тоа е најбитната работа во овој момент, а гледам дека од тоа што можам ја да гледам, не влегувам ја толку во тие детали што се организациони, дека се е тоа на едно супер ниво, сега за македонски услови, големиот ентузијазам на Мојсовски што го има и луѓето што работат со него, и мислам дека би дошле до една позитивна работа, да еден клуб кој, нели, е со традиција, има долги години,
би дошол да биде еден нормален, стабилен суперлигаш, кој секогаш би имал ситуација да има можност да игра во Европа. Нашите амбиции се пласман во ракометниот плейоф, меѓутоа ќе одиме чекор во чекор. Се надевам дека од утакмица во утакмица ќе подигнуваме формата, кон тоа се стремиме и со овие пријателски надпревари, така да тоа ќе го решаваме во нашите амбиции се пласман во плейофот, за понатака ќе видиме. Па да, за некој изненадувачки, за некој не, меѓутоа прво полувреме игравме така малку подпросечен надпревар, второ полувреме се собравме снаги, сила и мислам дека оставивме добар впечаток и го надигравме шампионот на Црна Гора. Пролет остана скоро со 99% истиот ростер од лани. Се надевам дека тоа ќе биде нашата сила, нашата уиграност. Немаме некои спектакуларни засилувања, него одиме во еден континуитет, една работа во континуитет, каде што играчите се знаат добро, имаме еден систем на игра и каде што новите играчи само се трудат да се надополнат во тој систем. Со исклучок да ги трниме Вардар и Металург кои што ќе се уклучат понатаму, Еврофарм е изразит фаворит, тука се Пелистер, Бутел, Струга има солидна екипа, Охрид, можам да кажам дека квалитетот е изедначен, Еврофарм одскокнува и Пелистер, сите други сме со изедначен квалитет и мислам дека ќе биде квалитетна сезона со добри надпревари, со неизвестни надпревари и мислам дека ќе има многу неизвестност оваа година. Прилепчани имаа можност да ги погледнат и најдобрите во ракометната игра од некогаш, кои во меѓусебни надпревари го збогатија ракометниот спектакл. Everything owes its existence solely and completely to sound. Организаторот за сите учесници обезбеди пригодни пехари, а беа прогласени и најдобрите на турнирот, а заслужен пехар освои и првокласираниот тим на турнирот Скопски пролет.